Благодарам. Почитувана колешка Ременски, господин Джафери. Нормално, колешки, дека ќе гласате за ова влада, затоа што сте и дел од владеачкото мнозинство. Кажавте, у вашиот говор се осврнавте на повеќе аспекти, но неколку ваши излагања ми оставија силен впечаток, па би сакал да дадам мои забелешки. Кажавте дека се демократизиравме. Навистина, се демократизиравме. Жив пример за тоа се скандалозната снимка која што протече во јавноста од вашиот градоначалник, кој шуторизари, и начинот на кој што вашите членови од вашата партија им се обраќаат на новинарите кои што објавуваат новинарски истории и што ги чека доколку продолжат да зборуваат за тоа. Воедно кажавте дека веќе сме ставиле крај на политички и националистички реторики кои што внесувале раздор помеѓу граѓаните. Па би сакал да ве запрашам дали е национализам да си ја сакате својата држава. Мислам дека тоа треба да ни го одговорите и да ни го објасните. Воедно, напоменавте дека блескаме во финансискиот сектор. Ете, случајно, имам некој податок, дека само во првите 6 месеци од аспект на прибирање на даноци имате потврлено како влада за цели 6 милиарди денари. Би сакал да ме демантирате со бројки дали ова точно или не е. Се осврнавте околу тоа дека владата е многу успешна. Владата блескаше, премиерот исто така во своето експозе кажа дека владата блеска и дека сите се успешни и најмногу успеси имаме на финансиски план. И затоа решивте да го смените токму министерот за финансии. Не слушнав од никој од вас да излезе да каже за господата министри што се номинирани за секторите што ќе ги водат, што постигнале до сега, кои проекти ги започнале, кои ги завршиле и кои проекти ќе се направат во иднина. Од аспект за Министерството за култура и самите знаете какво скандалозно распределување на средствата имаше. Од аспект за Министерството за животна средина и просторно планирање, ниту единствен проект не завршија и не направија во изминатите 2 години. Јас навистина не знам каде блесна на тоа поле. Целата оваа фарса околу промената на министерските места, според мене е еден одличен политички пазар за да се задоволат сите коалициони партнери. И уште една работа, што е многу чудна. Точно 2 години сте на власт. Ова е планот за живот, ова е план 24 месеци. Има многу клучни точки, има многу убави ветувања, а голем дел од нив не се остварен. Фрусина. Ви благодарам, Фрусина.